Гостин во студиото на Република е лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Добро дојдовте во Република. Добар ден и добро ве најдов. Денеска е 1 мај, денот на трудот. Неизбежно прво прашање е македонскиот работник. Какви се правата на македонскиот работник? Сметате ли дека има некакво подобрување на работничките права во земјава низ годиниве и што му недостига најмногу на македонскиот работник? Не само во кампањата, туку и во оној период пред кампањата имав можност да разговарам и лично да слушнам сведоштво од голем број наши работници, односно граѓани на Република Македонија, кои што работат во различен дел од индустријата, но и во администрацијата, во другите компании. Генерално преовладува заедничко мислење кај сите дека ситуацијата е катастрофална, дека потешко никогаш не било. И ова не го зборувам само како председател на опозицијата, па еве да ја критикуваме владата затоа што треба да ја критикуваме, туку навистина сведочењата на работниците се навистина траурни околу амбиентот во кој што работат, условите во кои што работат, заплатата, за примањата и воопшто не сакам ни да разговарам, тие се под било кој пристоен човечки минимум. Така што сето она кое што беше ветувано од страна на Зоран Заев во предизборието на оние предвремени парламентарни избори во 2016 година, за време на оние локални избори во 2017 година, останаа само празни ветувања, празно слово напишано на хартија. Се сеќавате на оној помалку комичен учебник наречен Живот. За жал од животот ниту Ж нема, туку пекол стана во Република Македонија. Целокупната состојба генерално на работниците е лоша, но исто она што повеќе ме загрижува е што генерално синдикалната организација, синдикалното организирање, оној пркос, оној револт кој што треба да произлезе од синдикалните организации, никаде не го гледам. Дали можеби одлучија или па некој применувајќи непринципиелни, неконвенционални методи некако ги заспа синдикатите, или што се случува, наистина не можам да кажам, но оној кој што треба да биде авангард, оној кој што треба да ги брани и застапува работничките права, тоа се синдикатите. Јас веќе 2 години не сум слушнал буквално никаква активност, со исклучок на синдикатот за образованието, кој што имаше неколку обиди за неколку собери и протестни маршови во Република Македонија, кои што и тие гледаме прекина, но сето она кое што ја ги поврзува работниците во индустријата, синдикатот никаде го нема, ниту некаква активност има, ниту пак не сум слушнал некаква изјава од страна на тие луѓе кои што ги водат синдикалните организации. Она кое што го знам се сведоштва кои што стигаат до мене е дека власта преку сопствени инсталации прави груб упад во тие синдикални здружувања и на тој начин се обидува да го контролира на незадоволство кое што тлееме и работниците, но сепак не треба да очекуваме, доаѓаат подобри времења. ВМРО-ДПМН победува на претседателските избори, ВМРО-ДПМН ќе победи на предвремените парламентарни избори, деспотот е на колена и тогаш ќе дојдат подобри времења и за работниците, но и за сите граѓани во Република Македонија. Реални ви беа тие ветувања кои ги слушавте од 500 евра плата за македонскиот работник, и дали мислите дека вие, доколку дојде до предвремени парламентарни избори и дојдете на вас, може да дојдете до некоја таква цифра која што ја зборуваше Заев? За мене ниту едно ветување од страна на Зоран Заев не било реално и тогаш, денеска само се потврди моето сомневање тогаш дека сум бил во право. И навистина немам што да коментирам повеќе ветување на политичар кој што често пати се коцка со вистината и најчесто не ја говори вистината. Се обидува или да манипулира или да зборува нешто сосема различно од вистината, така што не би имал што да додадам на она што порано веќе сум го коментирал околу неговите ветувања. Тие се празни ветувања и служат исклучиво за една намена, таа е да се што подолго остане на тие фотели, за пусти пари, за пуста власт и така натаму. Но она кое што ВМРО-ДПМН го има зацртано како агенда во сопствените активности е како во иднина да го направи животот на нашите сограѓани поквалитетен. Се разбира дека ние не можеме да излеземе со програма која што ќе понуди 100% решавање на сите проблеми на нашите сограѓани, но истовремено можам да кажам дека ќе излеземе со програма која што е невидена досега и која што ќе понуди решение за најголемиот дел од проблемите на нашите сограѓани. Јас не би навлегувал во нумерички податоци од типот X евра, Y евра плата просечна, ќе сториме се, не само 500, зашто не и повеќе. Повеќе стотини евра плата да биде просек во Македонија, затоа што нашите сограѓани заслужуваат поинаква реалност и заслужуваат поинаква држава од таа која што е сега.
Денес имав можност да прочитам една статија на веб порталите дека просечните плати галопирачки растат во земјите од Источна Европа поради тоа што голем дел од квалификуваната работна сила мигрира во западноевропските земји и како пример се земени соседна Бугарија, потоа е земена Романија, Унгарија, Полска, Хрватска и така натаму. Така што она кое што беше ветување од страна на Зоран Заев остана празно ветување, нема ништо од тоа, додека пак источноевропските земји, вклучително и нашиот сосед Бугарија, работат на тоа како луѓето да си ги задржат, високо квалификуваните луѓе да си ги задржат во сопствената држава. Она што можев да го забележам е дека просечните плати во тие држави растат од 8 до 12% на годишно ниво, што навистина е исклучително квалитетен податок. Да речеме во Романија ми остана во сеќавање лекарите, општите лекари, матичните лекари, познати кај нас, се некаде околу 2000 евра плата. Поточно мислам дека беше помеѓу 1860-1920 евра плата. Медицинските сестри се некаде до кај 650-700 евра просечна плата, за да не ја напуштаат државата. Што значи дека можело, доколку си има јасен план, јасна методологија која што може и да се примени. Но за жал, овие авантуристи, политички измамници кои што се денеска реалност во Република Македонија покажа и докажа дека нивниот збор воопшто не тежи, односно нивниот збор има само една намена, тоа е како да се дограбат до тие пусти пари, таа пуста власт. За среќа на граѓаните, повторно ќе кажам, доаѓаат подобри времења, доаѓаат политичари кои што ќе бидат помеѓу граѓаните и заедно со граѓаните ќе работат за доброто на оваа држава и за подобрување на условите на живот, се разбира. Платите беа само едно од ветувањата на Зоран Заев пред да дојде на власт. Имаше многу ветувања во економијата кои што за жал се уште се само приказна и реалност. Секој тврди Заев дека оди на подобро, критики постојано има на таа тема, оправдување за критиките е претходното владење. Претходната власт направи катастрофа, ние не можеме да излеземе тоа. Беа ли доволни овие 2 години власт за да се направи нешто повеќе и да ги видиме првите резултати доколку се работеше сериозно? Видете, вашето прашање има одговор со 2 тези. Првата теза е следна. Зоран Заев ветуваше раст на бруто домашниот производ од 5%. Доколку се анализира досегашниот раст на владата на Зоран Заев и СДСМ, тој е некаде скромно над 2%. Зборам од 1 јуни 2017 до заклучно првиот квартал, односно последниот квартал од 2018 година, очекувам така да биде и во првиот квартал од 2019 година, но и она што го проектира, под услов да се исполни тоа ветување Министерството за финансии, под услов да немаме ние предвремени парламентарни избори, да имаме редовни парламентарни избори, да ја заокружиме календарската 2020. Значи од првиот до последниот ден, под услов да немаме предвремени парламентарни избори, владата на СДСМ и Зоран Заев не може да испорача зголемување на бруто домашниот производ поголемо од 2,8 до 3%. Тоа значи дека ги излажале граѓаните за точно 1 милиарда евра. Затоа што доколку ние имавме 5% раст, тогаш ќе имавме милиарда евра повеќе бруто домашен производ од тој што ќе го имаме сега под претпоставка, реков, да ја истера оваа влада целокупната траекторија, да го истера целокупниот мандат до 2020 година. Но нешто е исто така по комично во нивната теза, дека практично санирале дубиози од минатото, а всушност и овој скромен раст на бруто домашниот производ се темели на силната активност на странските инвестиции кои што беа донесени во зоните од претходната влада. Замислете да ги немаше. Да, дел беа и договорени па ги препишаа на нивна. Јас зборувам и за тие од претходните години, не само за овие кои што сега се ги препишаа, него зборувам и за оние од претходниот период. Тогаш и овој скромен раст, кој што ние нешто над 2% ќе го немавме, и тоа замислете во услови кога на светската и европската економија им идат блескави денови, односно блескавите денови се пред или за нив. Така што ние во услови кога имаме фантастична светска економија, кога на сите држави во Европа и во регионот им оди одлично, ние успеваме да имаме подпросечни резултати и тоа исклучиво тие резултати се темелат на активностите од претходните влади. Така што имаме една катастрофална ситуација во економијата, не успеавме да го фатиме бранот на добра економска и поволна економска клима и во регионот, и во Европа, но и во светот. Платите, како што кажав,
се во рамките на оној просек кој што било и во минатото. Имавме еден скок во декември месец 2018 година, но тоа се дължеше исклучиво поради тоа што голем дел од компаниите ги исплатија акумулираните добивки во форма на бонуси или дополнителни плати за вработените, затоа што веќе од 1 јануари 2019 имаме зголемување на персоналниот данок, имаме зголемување на високо платените работни места од 10 на 18% и они практично ја искористија фискалната 2018 за да заштедат средства кои што би можеле понатаму да ги користат за инвестиции. Веќе видовме дека следниот месец, во јануари 2019 година, платата што беше просек во декември 2018 падна и истиот тренд продолжи во февруари 2019-та, таа е некаде за околу 1500 денари, ако не се лажам, помала од таа што беше просечна плата во декември 2018-та. Практично можам да кажам дека ова е еден вид финта економија која што ја прават. Кога велам финта економија, мислам на начин на кој што практично они се играат со плановите на економските и бизнис оператори во Република Македонија, затоа што вие не можете да имате предвидлива и успешна економија доколку немате предвидлива и успешна влада. Во рамките на планирањето на даночните врски, што ова влада ќе им ги наметне на економските оператори. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека ако вие сте компанија и ако вие немате јасна даночна политика во следните години, вие не можете јасно да го предвидите вашиот развој на вашата компанија. А ние гледаме дека ова влада едно ветуваше кога беше опозиција, единственото нешто што го направи е најпрво ги покачи акцизите за нафтата, за да може да акумулира повеќе пари во буџетот, а потоа ги зголеми и даноците, некои за двојно, да речеме, некои за повеќе од двојно од 1 јануари 2019 година. Така што оваа финта економија навистина ќе удри негативно, ќе удри по џебовите и ќе се одрази негативно на квалитетот на живот на нашите сограѓани, но она што е повеќе за мене поалармантно е што голем дел од нашите економски оператори одлучуваат бизнисот да го преселат во соседните земји и голем дел од нашата квалификувана работна сила останува без работа и единствен начин е да мигрират, односно да се иселат од Македонија во Европа, Америка, Австралија и во другите држави каде што ќе имаат пристојни услови за работа и пристојни примања. Така што имаме двојна загуба. Од една страна компаниите ни се селат, од друга страна високо квалификуваната работна сила ни се сели. Катастрофална ситуација на полето на економијата, не успеавме генерално да ја скратам долгата приказна, не успеавме да го фатиме овој бран на успешна економска активност во Европа и во светот, но се надевам дека брзо ќе се случат предвремени парламентарни избори, ќе дојдат политичари, луѓе, експерти кои што навистина ќе знаат како македонската економија од оваа пепел во која што сега се наоѓа да ја поткренат нагоре. Гасификацијата е исто едно од ветувањата. Се збори активно поврзување со цевка од Неготино до Грција. Очекувате дека тоа барем ќе се реализира? Они ветуваа многу работи, конкретно и за гасификација, ветуваа изградба на конкретно за термоцентралата во Неготино, ветува енергетско-земјоделски комбинат. Јас кога тоа го прочитав во нивната програма бев шокиран, затоа што таква кованица не постои во светов. Можеби тоа беше едно ново откровение на тимот експерти кои што работеа на програмата од областа на енергетиката во СДСМ, но години потоа се виде дека не успеа тоа на дело да го преточат, па сега се обидуваат, колку што се моите последни информации, да го продадат термоелектраната Неготино, но не се. Имаат многу потфрлања, посебно во делот на гасификацијата. Ние имавме еден тендер каде што баравме јавен приватен партнер. Практично баравме приватен партнер кој што ќе склучи договор за јавно приватно партнерство со концесионерот, во случајот владата, за изградба на секундарна и терцијална гасификациона мрежа. Чисто за да биде појасно што подразбира тоа подразбира да се изгради она инфраструктура, цевна инфраструктура која што ќе го донесе гасот до домовите. Затоа што владата на ВМРО ДПМН најпрво го изгради магистралниот гасовод кој што беше оној со клириншкиот дол кој што го имаше со Руската Федерација, а потоа отпочна изградба на магистрални гасоводи кои што требаше да завршат од Штип преку Неготино до Битола и вториот крак да биде завршен до Гостивар, од Скопје практично до
преку Тетово до Гостево. И тоа се магистралните примарни гасоводи. Од тие гасоводи требаше да се изгради цевната инфраструктура за да може гасоводот да дојде до домовите. И ние имавме таков еден јавен повик. Лично јас во тоа време го водев тој јавен повик, за да во еден момент кога дојде до промена на владата таму во 2017 година јуни месец, тогашниот вице-премиер и сегашен се уште одлучи од нему разбирливи причини тоа да го поништи тој јавен повик и рече ќе направиме подобри услови, нов концепт и така натаму. Еве 2 години потоа, возејќи се во автомобилот, од митинг на митинг за време на кампањата, успеав да прочитам дека истиот тој тендер формирале комисија која што понатаму ќе го реобјави. Значи, после 2 години, наместо ние да имаме избрано концесионер кој што ќе работи на терен и кој што навистина ќе го гледаме како се обидува да го донесе гасот до домовите на нашите сограѓани, ние 2 години молчевме, никаде не немаше, преспавме практично, за да сега повторно ни текне, абе видете овие нешто направиле кое што е добро, ајде истото тоа да го повториме, се разбира, со нова комисија. Така што изгубивме 2 години. Истото се случи и за Чебрени галиште, имавме тендер, се бараше техничко решение, еден иновативен пристап, поинаков од тоа што беше во минатото од тие неуспешни тендери. Не велам дека и во минатото беше нешто блескаво успешно, но во последниот тендер имавме наистина десетина компании, реномирани светски компании кои што беа заинтересирани да понудат технички решенија и тие технички решенија практично да бидат новите Чебрени галишта. Они тоа го поништија. Има идеја, не знам од каде повторно бев чудоневиден кога слушнав Елем да ја гради, не знам колкав финансиски потенцијал располага Елем сега, но не верувам дека е нешто многу променето од времето кога јас бев председател на управниот одбор и директор на АД Електрани на Македонија, но тој финансиски потенцијал кој што го имаше Елем практично не може ни 5% од инвестицијата да ја затвори. Но во ред, они може да имаат оваа нивна финта економија, може би има поинаков пристап од тоа што е вистинска рацио економија. Но гледаме дека и таа идеја затаи, за да сега пред изборите, предпоставувам за потребите на изборите, повторно во истиот вице-премиеров го гледам, беше во Белград на состанок со меѓународната финансиска група, каде што повторно го стави на маса проектот Чебрени галиште и повторно од февруари месец 2019 година, еве веќе дојде мај месец, немаме ни трага ни глас, нити па некој го повтори тој проект. Со други зборови, многу невистина, многу манипулации, многу шпекулации во полето на економијата, во полето на енергетиката, за жал, граѓаните и државата трпат од оваа нивна безидејност, од сите овие нивни манипулации, лаги, погрешни политики, лоши чекори, финта економија која што ја нарековме, но добро е што повторно ќе кажам, доаѓа денот кога ќе дојдат честити луѓе, експерти во таа област кои што навистина ќе можат да понудат нешто кое што ќе биде решение за дел од проблемите на нашите сограѓани, а овие политички измамници се надевам дека после тие предвремени парламентарни избори ќе заминат трајно од политичката сцена во Република Македонија. Ги споменавте во еден контекст, нели, и земјоделците тука, Заев се пофали дека човек од земјоделието кој што стигнал до таму каде што стигнал. Постојано сте во руралните средини за време на кампањата, се сретнувате со многу земјоделци. Дали земјоделецот почувствува некаква промена од како е дојде на СДСМ на власт, како што заеветуваше дека земјоделците ќе бидат исплатени за откупот и така натаму, и дали тие се жалат на некакви закани притисоци? Зоран Заев го поврзува со земјоделците две работи. Првата работа е што се обидува да игра на ниски страсти и на емоција, дека он потекнува од рурален крај кој што доминантно се занимава со земјоделие и така натаму, и дека тука он практично ја знае маката на земјоделците, се чувствува со нив и така натаму, и дека тој еден од нив кој што ќе понуди решенија. И имаше можност да понуди решенија, тие решенија требаше да ги понуди, односно ги понуди за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година, и велеше дека ќе има загарантиран откуп за производот на земјоделците и дека ќе има практично ќе има зголемени субвенции и исто така ќе има поддршка во механизација и така натаму. И дека он ги разбирал проблемите на земјоделците и слично.
Но тоа беше кога беше опозиција, пред да дојде до тие пусти пари и таа пуста власт. Денеска кога Зоран Заев е таму каде што е, секојдневието и реалноста во Република Македонија е следна. Појдете во Ресен, ќе видите како ги сечат јаболкниците, затоа што луѓето килограм јаболка го продаваат за 1 денар и за 1 денар нема кој да им го откупи. Појдете во Пијанец и Малешевијата, ќе ви раскажат како сливите ги истурат во коритата на реките затоа што нема кој да им ги откупи. Појдете во Кочанско, ќе го видите амбарите полни со ориз, бидејќи нема кој да им го откупи. Појдете во Росоман, исто е и со праските. Појдете во Југоисточна Македонија, ќе ви споделат искуство како завршил Бостанот, како завршиле раноградинарските производи. Значи можам да редам голем број од овие неуспеси од лажни ветувања на Зоран Заев, но оно што за него е сега заклучок, настрана од ова кое што се покажа дека не само што не знае, туку и не може да го реши, е што он води повторно на Бентли Мајбах политика која што никако не се споредува со она во светло во кое што он сака да се прикаже. Ако вие навистина сочувствувате со тие луѓе и ако навистина знаете кои се нивните проблеми, тогаш вие истовремено додека се возите во скапите Бентли и Мајбах автомобили кои што се дел од возниот парк на вашето семејство, ќе можете да видите дека тие луѓе едвај крај со крај врзуваат, едвај први со први го минуваат. Така што сликата на политичар кој што води Бентли Мајбах политика и политичар кој што сака да се представи дека е дел од земјоделците, дека сочувствува со нивните проблеми и така натаму, не одат една со друга. Напротив, тие една со друга се контрадикторни. Но тоа е дел од оној фолклор препознатлив на овие политички измамници кои што, како што кажав, сем лагата, невистината, коцкањето со вистината, практично не знаат ништо друго што и да понудат. Оно што е наактуелно деновите од политичкиот, го тргнем економскиот дел, е студениот туш кој што го доби Македонија од Меркел и Макрон. Сакаме да прифатиме или не, името на државата е променето, ние сме Република Северна Македонија, со ветување дека тоа ќе ни ги отвори вратите кон Европската унија. Како го коментирате овој ладен туш што стигна? Не е само името. Оној договор кој што се потпише во Нивици комплетно го негира македонскиот идентитет и е многу подлабоко. Суштински е погрешно. И повторно ќе кажам, ова со кое што тргуваше Зоран Заев го наследил. Некој друг за ова се борел и така натаму, за да ние денеска можеме ова да го живееме. Но Зоран Заев тргуваше со тоа за да стане премиер, да ја избегне казната затвор за оној случај, знаете кој подкуп, за да може да има моќ и запусти пари. Многу едноставна работата. А инаку, пред завесата, паролата беше, ова мораме да го направиме, за да имаме подобри идеи. И сега што се случи? Минатата година си спомнувам на селфи во владиниот авион, каде што владините представници обзнанија, онака смело обзнанија, рекоа што туку добивме вест дека добивме датум за почнување преговори. Па се организира оние представи на полупразните празни плоштади ширум Македонија, се трошија народни пари, се плаќа скапи бини, озвучување, осветлување, се славеше денот на почнување преговори, но видовме дека нема преговори. Дојде 2019 година, Зоран Заев, по оној 102,5% негов избраник за председателски кандидат, повторно шетан из Македонија, велеа дека еве за 2 месеци ќе добиеме датум и така натаму и така, видовме дека за жал нема ништо, ниту од датум, ниту пак од некоја јасна, блиска европска перспектива за Република Македонија. И она што е потрагично од сето ова е што никој од нив не сноси никаква одговорност. Туку повторно се обидуваат преку смешни пиар алатки да ја убедат македонската јавност дека ова што го гледаат всушност не го гледаат, дека ова лага е всушност вистина и дека ние имаме јасна европска перспектива со овие политичари. Не можеме ние да имаме јасна европска перспектива со политичари кои што водат Мајбах Бентли политики по принципот на Мирчо Свињарникот. Тоа треба да ни е јасно. Европска перспектива се додека најпосакуван бизнис партнер е братот на премиерот во државата, не можеме ние да имаме. Европска перспектива со Сваровски поранешно судство и денешно кацарско обвинителство и руско обвинителство и кацарско судство ние не можеме да имаме.
Ние не можеме да имаме европска перспектива ако на 1 април, кога почнува изборната кампања, апелациониот суд донесува одлука за помилување на премиерот за случајот подкуп, во кој што цела Македонија гледаше и слушаше тогашниот градоначалник, а денешен премиер на државата, што бара. И ние не можеме да имаме таква европска перспектива по принципот на живи луѓе ќе да мислиш. И со таков тип на политичари. Ние можеме да имаме европска перспектива ако ги засукаме ракавите, ако направиме вистински реформи, ако направиме реформи кои што ќе овозможат подобар живот за нашите граѓани. Ако вратиме владење на право, ако вратиме правна држава, тоа е есенцијата. Без тоа ние не можеме да идеме понатам, а тоа не може да го врати Христијан, ниту пак да го врати Зоран Заев. Тоа треба да си го направат луѓето од фелата, судиите и обвинителите, да ги оставиме, да ги тргнеме ние рацете од судството и обвинителството, да ги оставиме луѓето сами да си ги направат реформите, да направиме стабилно судство, честно обвинителство и дури потоа ние ќе имаме и повеќе инвестиции, ние ќе имаме и реформи во другите области, ќе имаме и повеќе пари во буџетот, и повеќе нови работни места, и поголеми плати, и повеќе субвенции, и реновирани училишта и болници. Тоа е онаа спирала, онаа вистинска спирала, не на Тевдовски и на Заев. Онаа вистинска спирала како треба Македонија да изгледа во иднина. Тоа е суштината ако вие сакате да функционирате како држава. Не може човек кој што во минатото бил гонет за сомнеш, за сторен криминал, во случајот Глобал, во случајот подкуп и во X други случаи, денеска да го предводи телото за реформи во судството. Тоа може да биде човек кој што нема никаква концесија во минатото. Тоа може да биде човек кој што никогаш во животот немал проблем со законите. Не можат тоа да бидат луѓе кои што ги прати тој багаж на луѓе кои што имале проблем со законите. Тоа е невозможно. И тоа го гледаат тие луѓе во европската администрација и бидејќи тоа го гледаат тие луѓе во таа европска администрација, тие носат такви одлуки. А одлуката е јасна. Ни се вели, луѓе, прво треба да си се европеизирате дома. Слушнете ја пораката од почитуваната Меркел и почитуваниот Макрон. Луѓе, вие треба дома да си ги средите работите. Прво дома да се европеизирате, па дури потоа вие ќе имате европски иднина. Тоа ние го зборувавме овдека уште на 2 јуни 2018 година. Прво европеизација дома, па потоа европеизација надвор. Со Бентли Мајбах политики, по принципот на Мирчо Свињарникот, нема Европа. Ке биде ВМРО виновна за вчерашниот студен туш? Па видете, Христијан и ВМРО е виновна можеби за тоа што ќе падне снег на планините во мај месец во Македонија ако го слушаме Зоран Заев. Но тоа е комично, луѓето знаат точно кој е виновникот, кој е човекот кој ги злоупотреби нивните гласови, нивните емоции, нивната верба. Се знае, тој човек има име и презиме Зоран Заев и СДСМ. И тоа е толку јасно што многу брзо и самиот Зоран Заев ќе биде свесен најпрво на 5 мај, а дури потоа и на предвремените парламентарни избори. Се надевам дека еднаш барем во животот ќе биде честит и ќе си го одржи изборот. Вети и чистење на дворот после оној резултат од првиот круг од претседателските избори. Вети дека ќе активира метлата, ќе го чисти дворот. Очекувате дека навистина ќе се преземат конкретни чекори или ќе остане само на оставки на вработените преку непотизм? Јас на почеток на овој интервју кажав дека воопшто не верувам во ниту еден искажан збор од овој тип на политичар. Затоа што мислам дека, односно тврдам, дека сето тоа што го говори само за една намена, тоа е таа пуста власт и пусти пари. Нема ништо друго честито во целата оваа приказка. Затоа што ако имаше честито, тогаш ќе напушташе оваа позиција. Еве денеска добивам информации, конкретно утрово добив информација дека неговото патување во Берлин, после на фијаско, после на Ладен Туш и така натаму, имало па втора цел, а таа цел била да ги замоли европските политичари да не објавуваат дека нема да добие Македонија датум за преговори и слично, за да можат веднаш после изборите на 5 мај да го обвинат ВМРО-ДПМН дека ВМРО-ДПМН било виновно за тоа. Тоа е една помалку комична и театрална епизода и настап кој што го имал таму, дека сите луѓе се борат за еднината на нивните и сите политичари за еднината на нивните држави, овој се бори да го обвини ВМРО-ДПМН. Визави вашето прашање. Но да видиме, ајде, нека помине времето да видиме како ќе се развиваат овие работи.
Знам дека не сте љубител на хипотетички прашања, меѓутоа да бевте на местото на Зоран Заев со сетиот тој непотизам, наместени тендери и се останато. Од каде ќе почневте со метењето? Тоа е навистина едно неблагодарно прашање, затоа што тоа е надвор од мојот принцип на функционирање. Но замислете, еве, да имаме таа улога, јас би почнал од првиот човек. Затоа што знаете, имаше еден твит идниот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, но многу вистинат, во случајов дека рибата мирише од главата. Она што беше направено од страна на Зоран Заев заедно со оној негов метла поданик, па го видовме после неколку дена во еден скопски ресторан, во една помалку вака театрална состојба, е исто една сцена од еден филм. Дури ни тоа не е нивно автентично, дури и тоа е прекопирано од една сцена од еден филм. И тоа го изведува така невешто, што денеска јас имам навистина една дилема. Кој е вистината? Пред првиот круг на претседателските избори, кога овој истиот Зоран Заев, заедно со овој неговиот 102,5% поданик, претседателски кандидат, не убедува дека блескаме во светот, инвестиции летаат, платите, невработеноста се намалува и така натаму, дека европската иднина ни е на дофат. Само милиметри се опрашање, само да го избереме поданикот на Заев и готово веќе сме во Европа и така натаму, или сега овој истиот Зоран Заев кога вели во ред свативме дека работава не ја чини, не ја бива и сега ќе игра метлата. Кога ја слушавме вистината? Одговорот на ова прашање е многу јасен. И првиот пат манипулира и лажа, и вториот пат манипулираат и лажат, затоа што единствената цел е што подолго да останат до тие позиции за пусти пари, за пуста власт. Тоа е суштината. Ниту имаат намера да поработат, ниту пак имаат потенцијал нешто да променат. Така што народот на 5 мај најпрвен ќе му ја покаже метлата на Зоран Заев и овој негов поданик кандидат за председател, а потоа на предвремените парламентарни избори конечно ќе завршиме со ваков тип на политички измамници. На 5 мај не чека ново гласање. На референдумот вие зборувавте за брзи прсти, за брзото гласање. После првиот круг, антикорупцијска комисија исто така поради брзо гласање, брзи прсти поништи некои гласови во избирачки места. Ке се ослободиме ли во овој круг од брзите прсти? Да, народот е тој кој што треба да се заштити демократијата. Ние во многу наврати тоа го кажувавме и во минатото. Посебно еклатантни се примери и ние нема да се откажеме. Од тоа никогаш нема да се откажеме додека правдата не излезе на виделина. Ние никогаш од тоа нема да се откажеме. Еве сега пример ќе ви кажам, имаме избирачки места кои што во првиот круг имале излезеност помеѓу 85 и 98%. Се извинувам, не првиот круг, за време на референдумот се извинувам, од 85 до 98%, а сега, за време на првиот круг претседателски избори, таа излезеност не е поголема, освен на едно место каде што беше 22,5%, на другите под 20%. Сега се поставува прашањето овие брзи гласачи или брзи прсти, како што вие ги нарекувате, како така јуришно надојдоа за време на референдумот, а сега ги нема. Дали па можеби тие тогаш очекуваа европска перспектива, но откако во меѓувреме видоа со каков тип на политички измамници имаме работа, па сега во вториот круг не дадоа поддршка. За претседателските избори. За претседателските избори пред круг се извинувам. Така што имаме ние начин како да провериме дали навистина тие луѓе биле тогаш во државата, дали навистина гласале, имаме интегрирано гранично управување и така натаму. Така што овој случај треба и ВМРО да помене. И јас лично ќе инсистирам до целосно расветлување затоа што мора тие луѓе, вклучително избирачките одбори, да сносат одговорност за тоа што го дозволиле. Кривична одговорност, затоа што се додека ние немаме кривична одговорност. Тоа е пример за останатите кои што мислат дека со полнење на кутии или така наречени брзи прсти можат да ја манипулираат демократијата. Не, тоа не е дозволено. Тоа не може, тоа не се европски вредности. И ние мораме да сториме се што е во наша моќ да заштитиме демократијата. Јас лично до последно, додека сум во можност, ќе се борам сторителите
на тој немил настан и за време на референдумот, но и за овие, како што кажавте, во првиот круг на претседателските избори брзи прсти да бидат изведени пред лицето на правдата. Мора да бидат санкционирани. Без да имаме одговорност, ние не можеме да идеме напред. Во оваа држава често пати во минатото се правени политички компромиси и затоа денеска ни се случуваат вакви ладни тушеви како што се случи вчера. Ние мора да го воведеме механизмот одговорност. Мора сторителите на тоа кривично дело да бидат извадени пред лицето на правда. Нема оправдување. Нема оправдување било геостратешки интерес морало вака, ни за мижа овие, ни за мижа тие. Не. Тој што се огрешил пред законот мора да одговара. Па макар се викал и Христијан Мицкоски или некој друг. Мора оваа држава да има инструмент, односно механизам одговорност. Помина првиот круг, пред нас е вториот круг на избори. Професорката Гордана Силјановска освои доста гласови, поддржана од ВМРО ДПМН е. Онаа мапа на ДИК што ја гледавме на локалните избори, која што беше сино боена, стана црвена. Какви се вашите очекувања сега во вториот круг? Со оглед дека СДСМ е појачана со ДУИ, со останатите 30 коалициони партнери, а ВМРО е? Па истото беше и во првиот круг. Јас очекувам голема победа, очекувам многу голема победа. Посебно овие активности што ги имам помеѓу двата круга, помеѓу првиот и вториот, оние средби со нашите сограѓани, онаа енергија која што ја добивам, чувствувам дека на народот, ние популарно велиме политичарите, му пукна бетонот. Тоа значи дека дојде денот кога сето она кое што народот трпеше и сето она кое што гледаше дека е неправда во Република Македонија, одлучите се земе работата во своји раце со пенкалото во рака, повторно за да не бидам двосмислено сватен, позади гласачката кутија да гласа за опција која што навистина ќе понуди правда и правдина. И од тие причини јас сум убеден дека во вториот круг и последен круг професорката Гордана Силјановска Давкова е идниот претседател на Републиката. Професорката Гордана Силјановска Давкова е кандидатот за претседател, поддржан од партијата ВМРО ДПМН, на која што лидер е Христијан Мицкоски. Најспоменувано име во оваа кампања е Никола Груевски, дури во интервјуата што ги имавте, дури во говорите на Заев и на Стево Пендаровски. Колку ја одбогна или помогна тоа на Силјановска? Како? Јас... Дали тоа значи дека таа нема товар, па и го накалемуваат некаков товар кој што сметаат дека ќе ја... Тоа се политичари кои што во отсуство на реална понуда, реална програма, се обидуваат на мене и на професорката Гордана да не поврзат на начин на кој што не мислат дека го символизира лошото минато во Република Македонија, поврзано со името на Никола Груевски. И ја ги охрабрувам слободно нека продолжат со таа стратегија. Резултатот од таа стратегија ќе ја видат на 5 мај. А потоа и на предвремените парламентарни избори, затоа што народот можете еднашка со лаги манипулации да добиете неговата доверба. Вториот пат е онаа пустена шанса која што ви дава. Но третиот пат ќе добиете огромната казна не само за тоа што сте го излажали првиот и вториот пат, туку за тоа што не ве бива и за тоа што не знаете како треба да го добиете народот. А народот се добива со работа, со дела, тоа што ќе го ветите треба и да го испорачате. Во случајот на 5 мај народот гласно ќе зборува со пенкалото во рака и ќе го заокружи името и презимето и бројот пред идниот претседател на Република Македонија, тоа е професорката Гордана Силјановска Давкова. Верувате во победа на 5 мај, кој што ќе најави победата на предвремените парламентарни избори кои што победата на Македонија, победата на Македонија пред се. Нас не ни треба власт, колку за власт, нас ни треба можност, шанса да покажеме дека може оваа држава поинаку и дека има луѓе кои што знаат поинаку од сето она кое што беше политичко мучуриште изминативе години. Ви благодарам на вашето гостување. Благодарам на поканата.